Во Брисел постои силна волја да се реализира процесот на евроинтеграција на Македонија, рече денеска евроамбасадорот Михалис Рокас на панел дискусијата на тема обликување на иднината, ЕУ интеграцијата како двигател на напредокот на Северна Македонија, по повод Денот на Европа 9 мај. Тој посетите на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, како и на високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на ЕУ, Каја Калас, ги смета за доказ дека Унијата е подготвена да ја помогне на Македонија на патот кон европското семејство. Тој исто така напомена дека не постои друг начин за одржување на нашиот мир, безбедноста и просперитетот, освен преку поврзување на сите точки во Европа. Северна Македонија припаѓа на европското семејство и дека навистина сакаме да направиме се што е можно за да се направи, за да се изреализира се тоа. И навистина работиме напорно кон таа цел. Нам е потребно заедно со владите да од сите аспекти, со сите партии да поставиме една вистинска перспектива и навистина се случува со реформската агенда. Треба да се направат сите овие реформи, додека сите тие други деликатни прашања на нив ќе се работи понатак. Председателот на Собранието Африм Гаши напомена дека Македонија се нема откажана од патот кон Европската Унија, иако се соочува со пречки кои го забавуваат тој пат. Рече дека идентитетските прашања се тешки и бараат смиреност, а за надминување на проблемите побара поддршка од Унијата. Северна Македонија никогаш не се откажала од патот кон европската интеграција, но се соочи со реални предизвици и пречки кои го забавија овој пат, за жал. И денес се соочуваме со пречки кои бараат политичка зрелост, разбирање и рационален пристап. Од една страна, идентитетските прашања со кои се соочува земјата се тешки за решавање и бараат време и смиреност. Германската амбасадорка Петра Дрекслер порача дека процесот на проширување на Европската Унија треба да има поголема предвидливост, да биде подинамичен и покредибилен, а процесот на носење одлуки во Унијата е потребно да стане пофлексибилен.